Верниците се подготвуваат за прославата на Света Петка. Култот кон светицата е многу развиен во овие краишта. Гости очекуваат сите манастири во околината, чиј патрон празник е 8 август. Еден од најмаркантните и најтешко пристапни манастири е оној лоциран над селото Видовиште. До него се стигнува по пробиен, но исклучително лош пат. Празнувањето на Света Петка овде е децениска традиција. Напред многу се доаѓаше, останали луѓе доаѓаат увек тука. Од мака луѓе доаѓаат, има си мака тука, некои си доаѓаат, си дават такви бажижи, кои јагне, кои си таму имат тоа што си донесат тука, у црквата си носат таму манастирот таму. И тука си преспиват тука манастирот. Тука има мислим има музика, имаше напред, сега не сум бил за тоа неколку 5 години, може и повеќе не сум бил тука, не знам. А напред без музика не беше тука. Секад музика имаше. Овој човек овде доаѓа со децении. По потекло од Видовиште живее во Лозово. Вели дека манастирот се доградува последните неколку години. Ме влече тука, тука сум роден, ме влече родниот крај, тука сум живеел тука и затоа ме доаѓам на манастирот тука секад. Тука сум помагал секад на манастирот. Било со работа, со се сум помагал. Се што сум можел помагал сум тука. И сега ме пак влече да доаѓам тука. Како што гледаме, местото се доградува. Местото се доградува тука, се мислам тогаш немаше такво нешто тука, се иконаци има тука и кујна направено сето тоа и манастирот ми подновено сето тоа не беше изградено така и толку. На прославата на Света Петка кај манастирот во Видовиште на семејна фотографија пред 8 години се појавила мистериозна жена во црно за која многумина веруваат дека е Света Петка. Од тогаш на местото масовно доаѓаат верници да се помолат. Живописна природа со дрвја, со крупни плодови, чаеви, чешма со чиста и студена планинска вода е во описот на ова свето место. Уште еден манастир кој го носи името на Света Петка е лоциран кај Соколарци. Манастирот е од понов датум, а последните години не доаѓаат свештеници, но доаѓаат голем број луѓе, таму се вршат последните подготовки. А на широката полена се поставуваат тезгите каде се нуди од храна до разни дреболи. Овој манастир има поинаква историја. Мирјана Димитрова од селото Соколарци поречи си една година борба со тешка болест откако легнала на подвижна, успела да се излекува откако и се јавиле гласови насон за кои таа смета дека се на светци и рекле да изгради црква. Мирјана вели дека тогаш и се случиле многу чудни нешта. На сони се јавила Света Петка која од неа побарала да изгради црква покрај изворчето и да ги лекува луѓето кои имаат мака полевајќи ги со водата.